Согласно заклучокот од вториот состанок на интерпартиската парламентарна група за помирување, реформа и интеграција во собранието на Република Македонија се формираат три тела. Денес одржа состанок првата работна група, значи прв состанок на првата работна група е во врска со прашања за интеграцијата на Република Македонија и поврзано со постапката за донесување на Уставот на Република Македонија. Разговаравме за досегашниот тек на дебатата, на комисиската расправа, на пленарната седница. Очекуваме дека денес ќе заврши расправата и за третиот и четвртиот амандман и дека денес ќе бидат изгласани третиот и четвртиот амандман. Имаше представник на владата и разговаравме за идниот тек со посебен осврт на јавната расправа, затоа што таа ни е многу битна на сите пратеници. Разговаравме дека јавната расправа, освен во Скопје, во Ману или на некој од универзитетите во Скопје, треба да се одржи во други градови во Република Македонија и најверојатно така ќе биде. Значи ги разговаравме универзитетските центри прелиминарно, како Битола, Штип, Тетово, така натака, со нормално вклучување на целата експертска јавност, професорите по уставно право, другите професори, организациите и секој оној кој што сака да присуствува и да даде свој придонес во овој процес. Знаете дека јавната расправа трае 5 дена според заклучокот донесен на комисијата. Деловнички во рок од 2 дена треба да биде добиен извештајот од таа јавна расправа и после тече рокот од 30 дена деловнички за завршување конечно, се надевам позитивно, на целиот овој процес. Очекуваме грубо, значи ви кажувам грубо, да не биде пренесено дека тоа баш така ќе се случи. Очекуваме дека средината на јануари или краја на јаnuари овој процес позитивно ќе заврши во целост. Тоа беше тоа што разговаравме денес. Нормално дека ќе имаме и следни средби како тело. Повелете ако имате дополнителни прашања. Има едно прашање. Независните пратеници во условија нивната поточна во третата фаза, значи кога ќе потребно повторно возрединско мнозинство, со процесот на помирување. Имаше ли такви размислувања или такво нешто на ова ваше тело? Денес на ова тело не стана збор воопшто на таа тема, туку стана збор за важноста на јавната расправа, што нормално ни е важна на сите пратеници без разлика од која пратеничка група доаѓаме. Нормално тоа го истакнаа и пратениците на новата пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ и опозицијата уште во текот на пленарната расправа на буџетот, дека на седницата на собранието, дека тие ќе гласат воздржано за првите 3 амандмани, очекувајќи ги заклучоците и очекувајќи што е тоа што ќе се случува на јавната расправа, и затоа потенцирам уште еднаш, јавната расправа ни е битна на сите како пратеници. Добро, затоа ли учите зашто сега гласаат воздржано кога било фатима? Значи тоа го кажаа тие, дека ќе ги очекуваат заклучоците од јавната расправа и на пленарната седница и денес на седницата на телото, на состанокот на телото. Разговаравте ли за законското решение? Како ќе се изведе тоа правно? Како ќе се прави правната селекција? Кој ќе биде амнестиран? Не, на ова тело не разговаравме, тоа е друго тело, имаше завчера состанок и ми се чини дека имаше изјава после. Тој состанок денес воопшто не стана збор за тоа. Други прашања? Како понатаму ќе тече вашата работа во однос на уставните измени? Ќе дадете ли вие некои ваши коментари, ќе ги разгледате вие нацрт амандмани кои сега се во тек на гласање? Нацрт амандманите веќе ги разгледуваме, тие се пред нас, ги имаме како текстови. Нормално ќе ги чекаме заклучоците од јавната расправа и ќе видиме што е тоа што ќе стои во извештајот на владата кој што ќе биде донесен пред пратениците. Предложен пред пратениците. Ние ќе имаме нови седници, нови состаноци и ќе видиме како и ние како пратеници би учествувале во тие конечни текстови на амандманите, затоа што знаете дека деловнички на тие конечни текстови пратеници може да понесуваат и амандмани во текот на расправата на собранието.